официјално. Можеме да кажеме дека безбедно пристигна. Не знам дали правиме стресови само овие 2 седмици додека е во Скопје во посета на Македонија. Вратена тазе од питијадата во Велес, бидејќи родом од Велес, меѓутоа Билјана Ѓоргиевска Ангишев утрово со нас на утринска на Телма. Прво сигурно прашање ќе биде дали недостасуваат можеби овие рефлектори или вакви некои можеби студиски моменти, ама вела дека ако некој пат во животот си бил во допирна точка со оваа атмосфера, тешко излега од твојата ДНК. Да. Добро утро уште еднаш. Многу ми е драго што сте тука, многу е драго што јас сум тука со вас. Да знаеш. Ви благодарам многу на поканата. Навистина се чувствам како дома. Во Телма немам дојдено можеби преку 15 на година, времето кога почнав да работам со Мишко Барзов со автомагазин. И навистина сега дури не знам како да се снајдам во просторот, може и повеќе од 15, може 20. А и на комбинатата сезона го бевме Мишко со Ивана, го говоревме за тие хибридни возила и ете интересна работа, може да му пратиме поздрав. Да, поздрав на Мишко. И велиме со него како времето да застанало, со оглед на тоа што тој нормално ја продолжил таа работа и се уште обстојува, а кога ќе се вратиме малку вака назад во минатото, значи поминати се многу години и инаку Билјана ти си иста, како од тогаш е да го кажеме тоа, иако јас Марко имал прилика претходно да се видите, јас те гледам после толку време и да, навистина времето веројатно не го менува тоа кај тебе, а тоа претпоставувам дека доаѓа од внатрешната исполнетост или ако зборуваме за животната приказна и она кое што беше повод за твое заменување, би било интересно еве гледачите, оние кои што се сеќаваат, оние кои што помалку се сеќаваат, ете да слушнеме за тоа како и што се случи во прилично кратки црти во интерес на времето, како сето тоа излезе и каков е животот таму каде што си. 10 години помина. Да, 10 годинава имаме 10 години отсуство од Македонија со постојано живеалиште. Меѓутоа Македонија е секогаш домот. Дали сме ние во Америка или сме во Австралија или шетаме на секаде, затоа што навистина светот е многу мало место ако излеземе од овие граници. Но кога сме само дома, мислиме дека тоа е целиот наш свет. Сега имајќи фамилијата, моите 2 дечиња, сопругот, верувам дека тоа го чувствуваат и сите гледачи, дека таму каде што ти е семејството, таму ти е и домот, навистина е така. Секогаш ќе чувствуваме Македонија дека не е место каде ќе се вратиме. Заминувањето беше одлука која што ја направивме заедно со сопругот. Иако во тој период кога беше укажана таа прилика, двајцата веќе бевме исполнети, да кажем, предприемачи во македонското општество и економија. Знаевме дека тоа што го работиме го сакаме неизмерно многу. Со Марче има многу долга историја со како се беа сите тие почетоци на моето модно ателје Билија, како тоа и заврши. Меѓутоа, навистина гледавме приликата да нашето семејство, нашите дечиња поколенија имаат можности кои што можеби ние како родители не сме ги имали, како луѓе. Ние двајцата сме со сопругот од Велес. Доаѓаме во Скопје, функционираме тука, се запознаваме со луѓе, имаме круг на луѓе, двајцата формираме бизниси, меѓутоа навистина сметавме дека некако го достигнавме од тоа што Македонија може да ни го даде, како го издигестиравте и isprocesиравте така, некои често знаат да кажат кога заминуваат секако дека можности има уште мал милион, меѓутоа веројатно кога ќе го надминеш нештото сакаш некој нов проект во табула раса. Да, ни требаше некој предизвик, да бидам искрена. И рековме, ќе се обидеме ако не функционира, тоа е. Тоа на крајот на кришата Македонија и нашите фамилии секогаш не очекуваат. Знаеме што можеме да успееме да направиме. Предизвикот да отидеме на друго место кое што воопшто да сум патувала низ азиските земји, сум била во Кина, во Дубај, низ Европа, меѓутоа Америка никогаш не сум ја посетила пред да се поселиме. Тоа беше прво, всушност и прво пуштање на животни корени. Да, и мислам дека беше како нешто се смееме никако паднати подобранци, како не знаеш каде што се случува и си замислуваш дали нека Њујорк е мал, како што е Скопје. Сега да, Скопје сега е мало за нас, меѓутоа дека просторот е толку едноставен да се снајдеш каде што како ќе си замислиш. Моментално сега живееме во Њу Џерси, таму и бевме првиот пат. Се прашуваме себе на кој град? Во Блумингдел се вика градот. Надморска висина не е како Пелистер, меѓутоа замислете го амбиентот е како Пелистер, затоа што кај нас летните вечери и приквечери ни се како да си некаде на планина. И многу ми се допаѓа. И мора да имаш прекривка за да уживаш и влажноста на воздухот се осеќа. Мене ми е убаво затоа што Скопје го сакам, меѓутоа Скопје има голема загаденост и го кажувам тоа наискрено. И многу ми е жал што ова го гледам секоја година дека се е поизразено. Имаат двете општества си имаат позитивни и негативни страни. Секогаш гледам да го искористиме позитивното, да научиме нешто од негативното и да го пренесеме на нашите дечиња.
тие се уште сакаат да доаѓаат во Македонија, што ми е многу драго. Двајцата зборуваат македонски, Ева знае и да чита и да пишува, Максим е 7 годишен, така што уште сме во процес тоа да го направи. Утро го кажавме и со Ивана така кога споделувавме некои така податоци за тебе и твојата биографија, всушност дека добро помнам дека практично вие сте добитници на лотарија, грин карта или златна карта на што била ми е златна, иако е зелена, ама златна карта шанса, нели? И се сеќам дека како ми велиш ти дека Ева било месец и половина бебуле што се вели девојче, меѓутоа веројатно тоа е судбоносното кога вие со Кире ја имате шансата, всушност и таа грин карта или зелена карта да биде всушност без преседан да кажете, окей, заминуваме, ова е шансата. И практично колку и да сте сакале да заминете некаде, сепак зелената карта ги отвора тие можности. Па ние дури и можноста да аплицираме за американската виза беше, за зелената карта беше како на шега. Едноставно да се обидеме и кога добивме можноста за апликацијата да ја поднесеме, затоа што тоа е пак процес од неколку месеци, повторно се шегував дека добивме на лотарија. Викам, колку добивме? Колку пари добивме? Навистина дека нема вредност на валута која што може да кажеш дека е во пари, шансата е голема, не сите можат и сакаат да искористат. Имало ситуации, се сеќам на пријатели кои што дошле во Америка, се обиделе, не се снашле во тоа општество, не затоа што е тешко, туку затоа што е различно. И двете општества имаат убавина, меѓутоа ако ја гледаме големата слика и знаеме дека ова сега што го правиш секојдневни како промени во секојдневието, например таму да можеш да излезеш на кафе, можеш да се дружиш со пријатели, меѓутоа ја го нема секојдневието на ова живење. Не е тоа лошо, само треба малку адаптација, треба да знаете дали сакате тоа да го поминете, дали вашето семејство може тоа да го вприми, за да може да уживате и да знаете дека сите сте среќни каде што сте. Да. Многумина можеби соочувајќи се со различни предизвици во животот, размислуваат да сменат нешто, да сменат место или да се реализираат некаде надвор од нашите граници, но почесто тоа останува нереализирано токму поради недоволната храброст или чувството дека можеби нема да успеат, несигурност и така натака. Она кое што велиме е излегување надвор од комфортна зона, запознавање со непознатото, а потоа прифаќањето на ризиците, дека не секогаш нели од старт ќе успееш во тоа кој што си го замислил, но никако да не се откажеш. На многумина можеби им треба дополнителна мотивација, особено кога велиме кога си сам, односно без семејство, тоа можеби полесно може да се случи, но кога си со семејство, особено со мало бебе во тој период, тогаш навистина е одлуката прилично комплексна да се донесе, што кај вас верувам исто така, но повторно излегување надвор од комфорт. И таму кога кога сте пристигнале не било се совршено или како велиме се розово, туку напротив човек сам треба тоа да го постигне. При тоа кога ќе се оддалечиш од животот на кој што си научен и од луѓето со кои што си живеел, веројатно сосема нормално и природно е да чувствуваш во одреден известен временски период и носталгија од таму од каде што доаѓаш или за тоа место или за твоите луѓе. Каков ти беше тој адаптибилен период, еве да споменеме нели за од оваа временска дистанца? Навистина дека треба адаптација. На се што досега си живеел се пренесува во сосем обратен простор и време и јас не сум носталгичар. Имам патувано и кога бев 14 години надвор од Македонија, без мама, без тато, така што мислам дека тој процес на растење ми овозможил да научам дека таму каде што сум, сакам да ги искористам можностите. Веројатно секако дека ми недостасуваше фамилијата, меѓутоа во денешната современа технологија тоа е многу едноставно да го надополниш како чувство. Имаме толку многу модерни начини на комуникација кои што порано не биле, кога ќе се преселат нашинци некаде во Австралија, во Америка, готово забораваш. Забораваш како изгледа. Каков им е гласот на бојата на гласот. Баш така. Сопругот беше, ако тој дојдеше сам, отидеше сам во Америка да се пресели, ќе верувам дека ќе се преселеше со нераспакувани куфери назад, ќе се вратеше. Меѓутоа, имајќи ја поддршката од мене и од Ева, која што во тогашно време беше 13 месеци, таа сега ќе полни 11 години, сега за неполна недела, верувам дека овозможи да препреките на адаптацијата, на првичната адаптација да ги минеме и да едноставно најдеме начин како да се вклопиме во тој простор.
Има многу можности што треба да се напомена, дека организираноста на просторот за живење, за пазарување не е секако дека таму нема на секој ќош Тилекс маркет или Веро маркет или кои да се од нашите големи супермаркети, за да може да пазаруваш, така што организацијата за да се купуваат секојдневно продукти за секојдневието за домаќинството е повторно план и проект. Меѓутоа, организацијскиот дел за банките, за вадење пасош, за регистрација на возило, административни бирократски работи. Сите кои што се, одземаат многу време и енергија во тукашни услови, таму се многу поедноставени. Едноставно само го пишуваш документот, го праќаш по интернет или одиш во пошта, завршуваш работа. Дури навистина се шегувам дека вака, меѓутоа Марче знае дека кога праќам јас божични честитки, кои што ми едно од главните, да речем, задачи за новогодишните можикните празници, јас само ги пренесувам моето поштенско сандаче, поштарот ги зема, ги носи во поштите и веќе се разнесуваат низ цел свет. И едноставно. тоа, дури и тој момент е поедноставен, иако и тука верувам дека некогаш било така, меѓутоа во нашево, да кажеме, живење како возрастни личности не сме го искусили. Да го почувствувате. И би сакала да некои работи се сминат за да можат луѓето да го почувствуваат убавината, да почувствуваат убавината на животот во секојдневните едноставни обврски. Така е, улеснување на секојдневието, да речеме, на она кое што често знаеме да кажеме дека за одредено место кај што сакаме и остануваме прагматични да живееме, можеби со визија, не да велат прво туристички посети, па види дали ти се допаѓа можеби концептот на живот. Кај вас не беше тоа случај, како и многумина, сепарацијата и сегрегацијата е баш како едно откинување на папочна врца, вака метафорично кажано. Меѓутоа, вистина е дека првите година-две секој пат не само културен шок, туку е тежок момент додека се адаптира, да се свати системот, меѓутоа дали доколку ги немавте можеби пријателите таму, некои ваши познанаци, лесно Билјана, Кире, ева и Максим би се адаптирале денес? Исто како и тука, не. Тоа е едноставно. Мора да имате некој каков систем на поддршка. Тука веројатно се нашите семејства, блиските пријатели кои што или блиски семејства и подалечни семејства. Меѓутоа таму немајќи ни едно од двете, свативме дека пријателите ни се најблиската фамилија. И тоа ми е драго. И да не се чувствувате осамено на почеток? Точно, затоа што ти даваат едноставно некакви совети, точно, и совети кои што тие веќе ги направиле, ги може некогаш ги изгрешиле, за да не мора истиот пат повторно ние да го одиме. Секако секоја ситуација е различна, секоја фамилија е различна за потребите. На почетокот ги префаќавме сите совети и многу сме благодарни на сите пријатели кои што ни помогнаа на почетокот и се уште ни помагаат пријатели, меѓутоа сега сме и ние дел од тој пријатели кои што помагаме на други пријатели кои што доаѓаат и се селат таму. Просторот е навистина огромен, независно од кој град како живееш, не е толку далечината различна кој ќе кажеш дали сме ние од Скопје, Велес или не знам, Охрид, ти ќе се замислиме дека е многу далеко денеска да влезеш во автомобил, да појдеш на работа од Велес во Скопје, например. Едноставно дека се што тие што ни помогне на почетокот беше да сватиме дека просторот е само мисловна именка и толку. Се друго е влегуваш во автомобил, завршуваш работа, си доаѓаш дома, мора план за времето, организација. Едноставно дури транспортот со автомобил или со автобус или со воз е лесен и пристапен и секако дека е организацијски план толку. Ништо не е недостижно. Секој може да се оствари како сака. Да, секој што сака повеќе од позицијата каде што е сега. Затоа што нема да биде лесно, верувајте, меѓутоа ако научите дека тоа што го имате, сте задоволен со тоа што го имате, дека навистина не барате многу, амбицијата да имате во ред, меѓутоа за сега каде што сте да не барате многу, ќе бидете секако среќни. Ние бевме среќни во Македонија, меѓутоа баравме многу повеќе од тоа што во општество можеше да ни даде, економски, не само интелектуално. Верувам дека има многу кои што се на работ на прашањето дали да направат некаков исчекор. Јас не можам тоа да им го кажам. Можам само да им дадам совет дека ако сега не се обидат, не би знаеле. Така е. Билјана, колку често доаѓате во Македонија? Ти си сега тука сама. За прв пат. Да. Колку често доаѓате и колку, ете да кажеме, и дечињата сакаат или имаат желба, например, посакуваат од време на време да речат, ете, да дојдат во Македонија, иако навистина
како и временски, организацијски и финансиски, и како и да е сепак прилично захтевно. Доаѓаме секоја година како сме преселени во Америка. Не дојдовме само пандемиските 2020-2021 од оправдани причини, многу очигледни. Да. Во 2024 бевме оправдано отсутни затоа што македонскиот пасош беше непостоечки повеќе од оправдани администрацијски причини, а американскиот пасош беше во подготовка. Верувам дека и тоа малку ни даде како оддишка, за да научиме дека летата во Америка исто така се интересни. Иако секој лето за нас беше Европа со Македонија и така некако си ги комбиниравме психолошките планови, за да потоа ги реализираме. Тие сакаат да доаѓаат. Мислам дека Ева би сакала да се пресели да живее тука и секогаш ќе кажем имаш можност, многу јасно. Имаш и семејство што може да ти поддржат, логистички си веќе подготвена, само уште временски да стасиме таму. Таа сега е само 10 години веќе кон 11. Рано сме за да многу големи планови правиме. Меѓутоа би сакала и сакам да летата ги поменуваат тука како што сме имале ние наши детски лета. Што може би таму не се во овој концепт? Ако немате семејство што може да бидат со дечињата, секако дека не се, мора да бидат повторно во некаков амбиент на образование, на академска, да речем, установа или нешто полуакадемска, полузабавна. Само што повторно мора да се разбудите во одредено време, да се имате обврски во одредено време, да ги пречекаме во одредено време, а јас би сакала ти да немат никакви обврски во летно време. Бидејќи од прилика вака знам дека иако можеби со сопругот Кире сакавте и ваша лична промена, мислам дека најголемата инвестиција беше тоа што го имате сега, Ева, и потоа Максим кој што се раѓа токму на географија токму во Њу Џерси. Претпоставам дека од денешна перспектива чекорите од луките се тоа е тоа. Меѓутоа оставањето зад себе како телевизиски студиски амбиент, можеби сопругот свој бизнис тука и така натаму. Модното ателие биле и така натаму, од денешна перспектива го чувствуваш како ослободување, мала тага или надеж за нешто поинаку? Тага имаше за бизнисот. За билија? За фамилиите имаше тага која што реков дека многу беше лесно да едноставно се качиме во авион, повторно се видиме или се воспостави комуникација преку модерните телекомуникацијски можности, апарати. Меѓутоа, секако дека постановката на бизнис амбиентот кој што веќе тука веќе го зачнав и навистина беше веќе не беше во зародиш, веќе беше во цутот. Беше како едно мое прво дете. Со бројни соработки веќе кој што. И тоа ми беше неголемата, да кажам, грудка во грло. Дали беше правилна одлуката? Да. Иако не секоја одлука треба да биде мерена дали е правилна или не, и тогаш сметавме дека е правилна. Ако не се обидавме, не би знаеле. Верувам дека од бизнис аспектот и сопругот го има, не верувам току знам дека тој го има истиот впечаток, дека по некако лесно се чувствува можноста за да почнеш и растеш. Немаш тегоби во секојдневните обврски со актуелни политички случувања, со нагодувања кој колку може повеќе да ти наштети. Системот е голем и таму, има веројатно и такви многу препреки, можеби ние се уште сме мали во тој таму голем 330 милионски пазар. И не го забележувате практично секој се обидува да... Да. Оние ситните клетки што тука ги чувствуваме секојдневно, таму се можеби малку минорни. Да. Од администрацијски гледни точки, како што реков, поедноставно е, ама и за бизнис аспектот се поедноставни тие работи. Се обидуваше во еден момент, можеби да создадеш повторно и таму некој модно ателие, баш да ги пуштиш и таму корените, ти недостасува можеби тој дел, го заменуваш некако тој дел од себе? Ми недостасува работата на машина за шиење, која што е поседала се уште дома. Тоа беше првата куповина, Тоа беше првата ја користам повремено. Тоа беше првата голема куповина која што реков дека морам да имам затоа што чувствувам потреба дека сакам и да се поврзам со тоа што сум. Сега сум повеќе само за приватни, лични сатисфакции, задоволувања, замени за ќерката, повеќе за неа наместо за мене. Сега ќе се активира за Халоуин, за размислувањето за бизнисот за модно ателие нема да се осмелам се уште, децата се уште мали за кое што
временска рамка сакам да бидам присутна јас. Многу е краток тој период кога ќе бидат тие мали деца и кога имаат потреба од мене и од сопругот многу јасно. Меѓутоа поддршката ми е секогаш дадена, кога е да речеме да посакам да повторно се случи, и јас секогаш се шегувам дека Вера Ванг, познатата модна дизајнерка, почнала многу подоцнежна возраст, на 40 и некоја година од нејзиниот живот. Па така што јас имам некоја надеж дека во некој 40 и некоја година од мојот живот ќе го направам истото. Никогаш, како викаат, Морган Фримен на свој 50 години изгради успешна филмска кариера, така што никогаш не е доцна, ете се согласувам. Да, и тоа секогаш треба да го имаме на ум, без разлика што е она кое што сакаме да го направиме или планот кој што сакаме да го имаме. А потоа успехот ни е загарантиран, иако од тука беше со една професија, таму си веќе со друга или во светот на недвижностите, ако може така да кажеме. Па еве кон крајот еве на нашата утринска тема и за успесите и за постигнувањата надвор од границите на родината земја, како таму успеваш во тој свет, да кажеме, и во нели тие мегаломански, ако може да зборуваме, апетити, и потреби, и побарувачки и така натака. Ако човек навистина сака да направи промена кај себе, почнува од тоа со кое што има пред себе. Во тој период кога јас веќе немав секојдневни обврски поврзани со моето модно ателје, навистина не ни знае во кој правец ќе проложам со професионално надградување или исполнување. Меѓутоа знаевме дека мораме да ги научиме сите сегменти на општеството, кои што се сосем различни од тука, и тоа е сосем окей. Не знаев што професија би избрала, затоа што тоа не е бирање, тука едноставно мораме да се вклопиме во секојдневните обврски со допринесување во семејството. Сопругот веќе ги имаше активно воспоставено релациите со македонската фирма која што се уште тука постоеше, меѓутоа таму ја приспособува на американското тло. Јас бев првично бев ангажирана околу семејството, што беше некако многу нова секојдневна обврска, иако не велам дека беше чудна, меѓутоа беше претходно бев со повеќе активности кон фирмата, сега бев со повеќе активности кон дома. Целосно инвестиција во дома. Да. И тоа беше можеби некое свртување на желбите за што е битно каде што си. Знаеме дека евентуално ќе биде да купиме некоја недвижнина, меѓутоа сакавме да се запознаеме со процесот, не знаеме ништо, буквално ништо за како сето тоа оди, а е голема финансиска инвестиција. И тука знам дека е, не дека не, меѓутоа таму се многу нули. И сакавме да јас бидам таа која што ќе се вклопам во тој процес. Лицензата за работа е сертифицирана на ниво на Нью Џерси. Работам моментално во агенција која што е Садабис, таа голема акционерска куќа на луксузни имоти и на луксузни дела. Тие може да продаваат, например, спортскиот дрес на Майкл Џордан или некаква автентична слика од некој голем уметник или некаква, не знам, имаше, ако се сеќавате пред некој време, некогаш ме така некој, што велам, тоа се некои чудни уметнички дела, кога имаше банана залепена на зид, тоа беше некој милион можеби. За кој што ние имаме притоа и занимливости и се чудиме како ни се даваат. Сушто тоа е како една ликвидна уметност преточена во пари. Тоа е убаво го каже, баш како ликвидна уметност. Ти имаат и имаат посебно франшиза за продавање за недвижности. Агенцијата кај што работам веќе има воспоставено формат, јас само го следам и сега едноставно само го ширам кругот на клиенти, на луѓе со кои што може да воспоставам соработка. Се пронајде во тој пазар и во тој свет? Да. Верувале или не, меѓутоа продавањето куќи е нешто слично како продавање на вестински фустан. Многу е чудна таа споредба, ќе ви кажем зошто. Психолошкиот аспект на купувачот е буквално истиот. Кога претходно доаѓаше девојка во моето модно ателје со идеја за невестински фустан, доаѓа со одредна идеја, со одреден концепт и одредена сума на финансии. Јас требаше да направам баланс на можностите со желбите, за да можам да го воспоставам задоволството во двете страни. Сега е повторно истото со тоа што не ја градам куќата од почеток, нели како претходно со фустанот кога сум го создавала од почеток, и кога го водам целиот креативен процес, сега беше едноставно само воспоставување на која куќа за кој клиент се може да се направи доволно, нели, воспоставување на сите сегменти за да каже дека таа е таа што ја сакаат, или што би се рекло порано, каже да на вестинскиот фустан, сега каже да на куќата, не знам, со ништата, така некако би му дошло тоа. И сето тоа убаво се вклопи во моето претходно искуство. И верувам дека
вака сега смешно делува, ама беше со оно дополнување на моето претходно знаење, само во различна област и професија. И амбиентот со клиенти и така натаму. Многумина ќе кажа дека таа, пак ќе кажам, сепарација, сегрегација значи и откинување од овој систем тука на вредности и така натаму. Претпоставам оно што е едно нешто што го спомена еднаш, а ми остана како една мантра, е дека ако замине, тоа е сепак честни исклучоци, меѓутоа ако заминете сами во Нью Йорк или да речеме во Америка, знае да биде сурово и така натаму. Меѓутоа кога сте, да речем вака, во еден фамилиарен амбиент, може биде полесно и за справување со овие предизвици. Генерално нема унифицирана дефиниција, меѓутоа она што би го препорачала, ако некој сака да замине, што е нешто што прво треба да го има како чувство во себе? Што велиш, во носталгијата ќе оставиме настрана, меѓутоа секој кој што мисли дека сега каде што не се чувствува среќен, мора да направи некаква промена. Дали е тоа во однос на работното место, во однос на пријателските кругови, али можеби во однос на фамилијата или во однос на амбиентот каде што е. Јас не можам да дадам совет дека е убаво да се преселите некаде, затоа што не е секогаш лесно и воопшто не е лесно. Нашиот чекор да се преселиме, да во права си дека ако ние би се преселиле, бевме преселени, да речеме, без Ева, која што тогаш беше 13-месечно бебе, може би малку поинаков ти бил, нели, почетокот каде што треба да тргне локомотивата за да може возот да тргне заедно со нас. Меѓутоа, нашата фамилија беше пред се многу битна да биде позиционирана, да бидеме сите заедно, за да може полесно да го примеме таа препрека на промена, на секојдневна промена. Заминување од дома е секогаш со грудка во грло. Дали за тие што заминуваат или за тие кои што ги остават да ве чекаат. Промените се едноставни во секојдневијата, меѓутоа желбата да успеете на други места, ако биде поголема од тоа каде што сте сега, ќе ве натера да ги набинете сите предизвици. Дали ќе биде тоа Америка или ќе биде Германија, каде што малку се поблиски дестинациите за да се качите во авион и дојдете тука, тоа веќе е друга тема, меѓутоа секоја можност, ако имате за да направите промена, искористете, затоа што подоцнешни години ќе речете, ако сега бев таму или која искористев таа можност, можеби нешто ќе беше поинаку. Многу е краток животот за да бидеме, нели, да бидеме сополни со очајувања и со што би било кога би било. Сега е можност. Буквално сега. И важно да имаме некак позитивен став како овој, за да може, нели, да тргнеме кон она кое што го сакаме, а со оглед на различните приказната која што има Билјана, приказната која што слушнавме на Тина и многу други, очигледно е дека работите се случуваат тогаш кога треба да се случат и ништо не е случајно, веројатно тоа ќе си го почувствува секој во своето време, а нас не е мило што можеме да делуваме инспиративно, веројатно, не во однос на релацијата или на тоа дека секогаш треба да се менува местото на живење, но веројатно треба да се менува перцепцијата и начинот на кој што размислуваме за себе и за своите соништа. Па Билјана, благодариме ете што го искористивме и овој момент кога сте тука да може и тоа да го. Беше убаво, секој пат инспиративно и како што споменавме, секој пат се интересни приказните за наши луѓе, како е, нели, можеби животот на страна. Претпоставам дека одговорот за враќање сега во Македонија е не. Нели сум вратена? За момент. Ќе се враќаме секогаш без разлика. Можеби во подоцнежни години кога ќе бидеме пензионери повторно ќе се вратиме тука, не велам не. Навистина ми е драго што вие сте тука за да можам јас да се вратам кај вас. Се чувствувам баш како дома. Ова ми секогаш дома. Многу ви благодарам на поканата. Ми беше драго што ве видов повторно не само на телевизија, туку и во живо. И се надам дека ќе имаме повторно прилики за раскажување и ќе бидеме, нели, како што велите, ќе бидете малку поинспиративни, без разлика дали е тоа за преселба или едноставно за подобрување на секојдневието. Мора да биме малку во розов свет. Имено. Задутре заминуваш, среќен пат ќе посакаме вака јавно и се гледаме повторно и повторно и повторно. Се гледаме на другата страна. На другата страна. Така е.